Ценовните турбуленции на пазарот, особено на нафтата и вештачките ѓубрива, ги доведоа до ситуација на очај земјоделците кои веќе ги започнаа подготовките за сеидба на оризовата култура во регионот. Соочени со скапата сеидба и ефтиниот откуп, поедини земјоделци, наместо да ја обработуваат земјата со трактори, им се вратија на запрегите од коњи, волови и маски, поред логиката, ако нема заработка, да ја намалат барем загубата. Многумина предвидуваат дека растот на цените на горивата, ѓубривата и пестицидите дури за 30% може да го намали производството на ориз во Кочанско, бидејќи најмалку 1/3 од оризџиите не се мокни да ги издржат финансиските издатоци. Од почетокот на производствената сезона до жетвата треба да се потрошат 1 куп пари, па потоа ако годината е успешна, да се собере родот и да се чека откупот и откупните цени. Целокупната ситуација додатно ја комплицираат растечките цени како недостигот од ѓубрива, а една од причините е воената ситуација во Украина и ембаргата против Русија, како еден од најголемите производители на клучните состојки во вештачките ѓубрива, чиј извоз практично е блокиран.